Кристијано Роналдо го продолжи договорот со Реал Мадрид до 2018 година. Роналдо стана најплатениот фудбалер во Шпанија со годишна заработка од 17 милиони евра, што се 1 милион повеќе од примањата на Лионел Меси. Освен тоа, Роналдо досега добиваше 60% од приходот од правата за користење на својот лик, а остатокот одеше за клубот. Според новиот договор, процентот ќе се коригира во корист на фудбалерот. Председателот на Реал, Флорентино Перес, во Лос Анџелес наводно одржал состанок со Роналдо на кој двајцата ги средиле меѓусебните несогласувања. Веста за продолжувањето на договорот со кралскиот клуб се очекува официјално да се објави пред почетокот на новата сезона 17 август, а во клубот од Мадрид се надеваат дека дотогаш ќе го реализираат и трансферот на Гарет Бейл од Тотенхем. Најпознатиот фудбалски портал Goal.com го прогласи нашиот фудбалер Горан Пандев за играч на неделата. Пандев импресионираше во последно време, наметнувајќи му се на новиот тренер во Наполи, Рафа Бенитес, откако успеа да постигне 3 гола за својот тим на 3 средби. Пандев беше прецизен против Галатасарај, Арсенал и Порто, со оглед на тоа што Бенитес изрази желба да донесе во тимот двајца напаѓачи откако Каване замена во ПСЖ. Изгледите на Пандев за иднината во Наполи не беа добри, но затоа пак на Пандев му тргна во последните мечеви и успеа да постигне по еден гол во последните 4 пријателски надпревари на Наполи. Бенитес изјави дека Пандев сега е подобар играч од што кога беше во Интер. И Ферари се вклучи во трката за доведување на поранешниот светски шампион во Формула 1 Кими Рајконен. Не е тајна дека возачот на Лотус во своите редови следната сезона сака да го доведи Ред Бул, чиј тим на крајот на годината ќе го напушти Марк Вебер. Австриската екипа на финецот му понудила плата од 15 милиони долари плюс одредени бонуси. Рајконен наводно го контактирале и луѓето од Ферари и му понудиле уште поголема плата. Финецот веќе беше член на Ферари од 2007 до 2009 година, а во првата сезона ја освои единствената титула светски првак. Ферари во своите редови би сакал да го види на местото на Фелипе Маса кому му истекува договорот, но не е исклучено тој да влезе на местото и на Фернандо Алонсо, со кого челниците на италијанскиот тим во последно време не се во најдобри односи. Менаџерот на Алонсо минатата недела бил виден во разговор со челниците на Ред Бул, што ги потигна приказните дека шпанецот е кандидат за тимски колега на Себастијан Фетел во Ред Бул. Меѓународната атлетска федерација на престојното светско првенство во атлетика, кое ќе започне на 10 август во Москва, ќе ги наградува со по $100,000 атлетичарите кои ќе постават нов светски рекорд. Покрај ова, ќе им доделува парични награди на 8 најдобри во секоја дисциплина поединечно. Светските прваци ќе бидат наградувани по $60,000, освојувачите на сребрен медал ќе добиваат по $30,000, а за бронзените се предвидени $20,000. Четврто место носи $15,000, петото $10,000, шестото $6,000, седмото $5,000 и осмото $4,000. Најбрзата штафета ќе добива по $80,000, второпласираната $40,000, а третата по $20,000. Шампионатот во Москва на најдобрите атлетичари започнува оваа сабота и ќе трае до 18 август.